Благодарам, почитувана подпредседателке, почитуван премиер, почитувани министри, колеги пратеници. Ќе поставам пратеничко прашање од висок јавен интерес во овој момент, нешто кое што сум убедена дека не загрижува сите и алармира на соодветна катастрофа од невидени размери. Го упатувам до министерот за внатрешни работи, господинот Панче Тошковски, кој воедно е координатор на кризниот штаб за справување со пожарите. Министре, Македонија со недели гори, имаме опција или да се молиме да заврне дожд, или да дојде помош од Европа, од Словенија или од друга пријателска земја. Буквално владата целосно потврли во справувањето со пожарите. Гори земјата што ја сакаме, горат шуми и планини кои се наши најголеми природни богатства и по кои што сме препознатливи во светот. Горат пасишта од кои што екзистираат генерации и семејства. Навистина една жална слика. Во изминатите 2 години се случува катастрофа, каква што досега и не паметиме. Не е само еколошка криза, ова е пред се национална трагедија со трајни последици. И минатата, и оваа година, граѓаните на терен гледаат иста слика, седоцни со навремена реакција, тотална неорганизираност, без план, без стратегија, без превенција. Кога бевте опозиција, ветувавте нов систем, нова опрема за јакнување на капацитетот на пожарникарите, ново вработени пожарникари, промовиравте стари воени возила и ветивте дека спремни ќе ја дочекате оваа година. На терен ништо од тоа што ветувавте, напротив, нема нова опрема, нема нови противпожарни возила, има колапс на системот. Има само пустош, што не е патриотизам, туку е неодговорно однесување. Што велат бројките, колкави се размерите на оваа катастрофа која што ја дозволивте? Според европската статистика, Македонија е прва во Европа по изгорена површина во однос на територијата. Во 2024 година изгореле 95.181 хектар македонска шума и пасишта. 8 пати повеќе од просекот во изминатите 17 години. Повеќе дури од земји како што се Шпанија, Италија, Франција, кои што се неколкукратно поголеми од нас. Таа статистика е јавно достапна. Например, во Португалија изгореле околу 140.000 хектари, во Турција околу 119.000 хектари, а во Македонија имаме 95.000 хектари изгорена површина. Португалија е значително поголема по површина, од 92.000 километри квадратни. Турција има речиси 800.000 километри квадратни површина, а Македонија околу 25.000 километри квадратни површина. Во однос на површината на земја, во Македонија има изгорено убедливо најмногу територија на ниво на Европа. Тоа е шокантен и трагичен факт и трагедијата не застанува, напротив се шири. Секојдневно слушаме за нови пожари и тоа на нови територии, па го слушаме и директорот Ангелов, секој ден објаснува, но ефект нема. Секој ден нов пожар, ново уништување, планини, шуми, викендици, а бевме сведоци и дека за жал имаше и жртви. Значи, изгорени се повеќе од 20% од вкупната површина на шуми и пасишта во државата и тоа е бројка која што е навистина поразителна. Наместо реални мерки, вие се криете зад смешни изговори. Еднаш беа крави, друг пат скакулци, а се измислуваат и лажни фотографии и се прават монтажи. Секој ден нова лага, секој ден нова дезинформација. Министре, вие сте координатор, како што напоменав, на кризниот штаб. Лани добивме уверување дека годинава ќе бидеме најподготвени. Зошто не сме подготвени и зошто дозволивме да изгори 20% од територијата на земјата? Нема пари за пожарникарите, но има пари за 7 милиони евра за службени телефони,
за пиар кампањи, за мерење на рейтинзи и така натаму, а пред известно време бевме сведоци на ребалансот на буџетот, на амандманската расправа, каде што како пратеничка група на СДСМ и коалицијата поднесовме амандман за 500 милиони денари средства за унапредување на системот и во ДЗС, и во ЦУК, за унапредување на позицијата на пожарникарите, за нови пожарникари, за нова опрема за гаснење на пожарите и така натаму, и вие тоа го одбивте. Од инает, од ароганција, и денес затоа ја имаме оваа катастрофа. Територијата е, 20% од територијата е уништена од пожарите. Граѓаните гледаат како Македонија сама се брани од пламените, дека државата е оставена на цедино. Затоа моето прашање, министре, е конкретно во име на целата уништена природа, во име на сите пожарникари што без опрема се борат во пекол, во име на сите граѓани што останаа без државната поддршка, кој од власта ќе ја понесе одговорноста за оваа катастрофа предизвикана од пожарите? Кризниот штаб, вие, владата, институциите или сепак граѓаните? Благодарам.